Почитувани сограѓани, членството во Европската Унија и НАТО ќе овозможи нови инвестиции кои ќе отворат нови работни места. Заедно ќе го запреме трендот на иселувањето. Младите нема повеќе да сонуваат да се иселат надвор од Македонија. Нема да ја бараат Европа надвор од границите. Европа ќе стане наш дом, а европските стандарди наше секојдневие. Високите плати на невработеност полека, но сигурно стануваат минато. Во Бугарија, просечната плата порасна двојно по влезот во Европската Унија и НАТО, а невработеноста се намали од 17 на 5%. Во Романија, просечната плата порасна за 400%, а невработеноста се намали од 15 на 4%. Во Хрватска, вработеноста кај младите се зголеми од 26 на 43%. Кај нас, перспективите од Европската Унија и НАТО веќе се чувствуваат. Во првата половина од текобната 2018 година, по поканата за членството во НАТО алијансата и напредокот во преговорите со Европската Унија, Македонија има забележано рекорден прилив на директни странски инвестиции во висина од 327 милиони евра, што е 3 пати поголем прилив од истиот период минатата година. Намалена е стапката на невработеност на 21,1%, што е историски најниско ниво досега. Просечната плата бележи постојан раст. Во месец јуни 2018 година исплатена е нето плата за 6,1% повисока во споредба со истиот период лани. Со порастот на платите, повеќе пари се слеваат во семејниот буџет на граѓаните. Можете ли да замислите како ќе изгледаат овие економски показатели по влезот во НАТО? Со посветен пристап во спроведувањето на политиките, со членството на државата во Европската Унија и НАТО, невработеноста забрзано ќе опаѓа, а платите уште повеќе ќе растат. Тоа се силни причини за да младите ни останат во Македонија. Почитувани сограѓани, на 30 септември ја имаме историската шанса да направиме значаен исчекор и да бидеме во друштво со богатите, развиените европски земји. Почитувани сограѓани, на 30 септември нема равнодушност, едноставно треба да се излезе и да се подржи референдумот. Благодарам.